Имам мало дете од 5,5 години и го учувам, пошто нема кој да го учува. И тие мерки од владата за мајки до 10 години. И пошто многу време седеме дома и газдарицата веќе не можела да не трпее, да не чува. И тие што сме дома, сам јас имам отказно решение со кршење на ред и дисциплина. Додека другите негодуваа за затварањето дома и бара отварање на кафулињата, овие две текстилни работнички се мислеа како да преживеат. Останаа без работа во време на пандемија. Во време кога тешко се доаѓа до работно место, тие добија откази. Едната без да знае договорот од неопределено и го смениле на определено, пошто без пречка и го прекинале. Другата што 7 години работи во конфекции, иако работела од дома, добила отказ поради наводно кршење на ред и дисциплина. Нивните приказни се слични на 140-те, што во Гласен текстилец ги раскажале толку текстилни работници. Фирмите покрај тоа што добива помош од државата за исплата на вработените, сепак на работниците не им исплаќа минималната плата, затоа што, особено на оние кои што ги користеа времените мерки, како што се родители на деца до 10 години, хронично болните и бремените жени. За иронијата да биде уште поголема, во овој период голем дел од фирмите работеа за време на празници, за време на викенди, за време на карантини, полициски час. За жал, ќе кажам како изминатиот период, први на удар си беа токму тие, кои што ги користеа времените мерки. И ако од март месец започнавме да работиме, до сега, значи, бесплатната правна помош која што ја нудиме си од овој период, можам да кажем дека токму за овие уредби препораки се однесуваат. Прекршувањата, пријавите за прекршување на работничките права се претежно од оваа група на вработени. Но изигрувањето на законот ги плаши работниците. Трпат навреди и понижувања. Не само за време на пандемијата. Се плашат не само дека ќе останат без работа, туку и никој друг нема да сака да ги вработи. Имаш услов, ако не потпишеш некој документ што ти го дава директорот, значи ти прети со закана, еве ти ја вратата таму, мене не ми требаат такви работници, едно друго. Остануваш прековремено, не ти плаќат празник, с недела работиш, ти плаќа 800 денара. Не те питува кој си дето разболе нешто или ти нешто го се разболеш, мислат дека лажеш. Сметаме дека системот не функционира, па затоа и работниците се стравуваат. Секоја пресуда која е донесена во корист на работниците треба во иднина да представува еден вид на судска пракса во нашата држава, иако знаејќи дека праксата кај нас во нашата држава не е извор на правото, но сепак станува збор за дополнителна сигурност кој ќе имат самите работници во вака поставениот пазар на капитал во нашата држава, односно пазар на труд во нашата држава. Работодавачите сметаат дека без причина се на црната листа. Тврдат во најголем дел од компаниите се почитуваат работничките права и нема отпуштања без причина. Дури и на листата што ја објави владата за злоупотреба на државната помош нема текстилни компании. Останатите здравствени протоколи се почитувале без исклучок. Се дигна фама дека конфекциите биле опасно место за работа, не се почитувале мерки, се правил профит на грбот на работниците, што воопшто не е точно. Мислам, каде би се појавил вирусот, кога 80% од вработените во реалниот сектор во овој град работат во конфекциите. Влезот на вирусот ја усложни работата на текстилните работнички, сега работат во страв. Сдруженијето Гласен текстилец го алармираше општинскиот кризен штаб, направи вонредни контроли на терен со цел да стави ред во превозот, откаде што почна да се шири вирусот меѓу работниците и се формираше познатиот штипски текстилен кластер. По оваа нивна акција сега работите се подобри, барем во превозот на работните места. Ја мислам дека превозот е најмала работа. Повише се страхува внатре во конфекциите, во салите таму дека работат, него во автобусите. Во автобусот се вози 5 минути.
Тешка беше битката на терен, оценуваат од гласен текстилец, кај нив ќе останат забележани низа на бизарни случаи, како што беше примерот на почетокот на вонредните мерки, кога мајка заврши со своето дете на машина за шиење, заеднички да ја фаќаат нормата, или примерот со веландовските работнички кои мораа на нотар да потпишуваат изјави за користење на мерката за чување на своите деца до 10 години. Ампева смета дека во оваа битка највредни на терен биле трудовите инспектори, кои се јавија како заштитници на работничките права, додека на останатите институции се уште им е потребно време за да се разбудат.